Прво да кажам дека Жарко наметна една многу суштинска дилема за дебатата за евроинтеграцијскиот процес. Дека политичките партии кои што на некој начин го промовира, го афирмира наративот дека процесот кон ЕУ всушност е бугарски диктат кон земјата, дека таквите политички партии го добија мнозинството од гласовите на последните парламентарни избори, секако и председателските избори тоа го докажа, можеби и по-пластично, бидејќи Силјановска доби голема поддршка од граѓаните. Ако тоа се случува во македонскиот политички кампус, во албанскиот политички кампус и во медиумскиот дискурс, во медиумското известување, нема такви дилеми околу процесот на интегрирањето на земјата во ЕУ. Тоа е така, бидејќи главниот фокус или главната интенција на политичките партии, на медиумите, аналитичарите, невладините организации и така натаму, кои што действуваат, да речеме, условно кажано во албанскиот етнички простор, е дека земјата мора да се интегрира во ЕУ и дека нема друга алтернатива. Значи, тоа можам да го констатирам, да го споделам, е резултат и на анализата, при тоа не осврнувајќи се на суштинските прашања кои што се поврзани со реформите, судство, јавна администрација, борба против корупција и организиран криминал, слобода на медиуми и ред други прашања кои што се многу битни, а кои што државата не успева, односно институциите, системот не успева да ги спроведува, кои што се клучни и многу битни за процесот на интеграциите. Значи, тоа е мислам главните констатации кои што можам да ги дадам околу начинот на кој што известува медиумите. И по изборите, како што реков, и пред изборите, медиумите пак се фокусираа на условувањето на процесот, значи, односно уставните измени со фактот дека имаше една изјава од Арбен Таравари, значи лидерот на Алијансата на албанците, кој што го води крилото кој што се подели од Алијансата на албанците, кој што вели, ако уставните измени не се направат за 6 месеци, ќе го разгледаме учеството во владата, значи тоа значи во следните 3 месеци. Но по оваа изјава темата за интеграцијата во албанските медиуми пак велам дека изгледе во смисла на медиумско третирање, бидејќи повеќе тука зборувам за информативниот, значи известувачкиот пристап, бидејќи не може да станува збор за аналитички или истражувачки пристап. Тоа е, значи, главното поентирање кое што го имам и фактот дека пак велам опаѓањето на интензитетот можеби беше резултат на фактот што нашите медиуми секако дека тука сум и само критичен, бидејќи јас сум бил новинар, повеќе се фокусираме на несуштински прашања, на површни прашања, кој ќе биде министер, кој е неговото име, од која партија доаѓа и така натаму, кои се ресорите кои што ќе ги добиваат партиите, како да делат нешто од колачот кој што е во политиката, при тоа не осврнувајќи се на фактот дека владата нели треба да биде заедничка за сите граѓани и така натаму. Значи тука има етнички пристап, има партиски пристапи, така натаму. Имаме една изјава од коалицијата Влен
дека се повлекува од 6-месечниот услов. Тоа го имаме во телевизија 21 на 9 август, кој што објави прилог според кој коалицијата ВЛЕН, односно Вреди, се откажува од условувачкиот рок за уставните измени со наслов Вреди го поместува рокот за уставни измени наместо 6 месеци на неопределено време. Политичките партии на... Молам? Значи нема рок, де е поместено? Политичките, да, без рок. Определено и неопределено време. Политичките партии на албанците, кога се во опозиција, се многу гласни. Мислам дека тоа е јасно, дека ќе се борат за евроинтеграциите, дека уставните измени нема да видат проблем, но во моментот кога седнуваат во политичките фотели, некако тие изјави ги омекнуваат, се омекнува политичкиот условувачки, да речеме така, дискурси така натаму. Она што го констатираше Петрит е точно дека изјавите на премиерот Мицковски за уставните измени се пренесуваат објективно, особено за пролонгирањето на рокот за уставните измени. Исто така коректно се пренесува и изјавите за позициите на Мицковски во однос на историската комисија со Бугарија, но можам да констатирам и во поширок контекст дека медиумите на албански јазик сите овие години има, да кажам така, објективен, балансиран, неутрален однос кон прашањето, особено со Бугарија, бидејќи се свесни дека таа е поврзана со идентитетот, односно етнокултурните аспекти на самобитноста на македонскиот народ и дека тоа е чувствително прашање и мислам дека тоа го имаме во албанскиот медиумски простор како еден вид начин на известување и на третирање на прашањето. Значителен простор се даваше на одвојувањето на Албанија од Северна Македонија на патот кон ЕУ со интонацијата дека Албанија ќе оди напред. Можеби тоа не се истакнуваше коментаторски или со некаков став, но се гледаше, можеше да се насети линијата на уредувачката политика на медиумите на албански јазик, кој што на некој начин известува дека Албанија оди напред во интеграцијскиот пат во споредба со нашата земја, која со оваа одлука ја потврдува стагнацијата во процесот. Една изјава која што беше многу интересна, која што се пренесуваше многу во медиумите на албански јазик, беше изјавата на министерот за транспорт и врски, кој што велеше дека Албанија нема да стане членка на ЕУ. Неговата идеја беше дека Албанија нема да стане членка не заради Албанија, туку заради ЕУ, но во медиумите се пренесуваше со нагласокот дека он на некој начин ја омалуважува Албанија во процесот. Овие се главните поенти кои што ги има. Благодарам.